Gospodi Isuse Hriste, Sine Božji, pomiluj mňa grešnago. Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин. Рече безумниот во срцето свое, нема Бог. Се развратија луѓето, извршија гнасни дела. Нема кој да прави добро. Такви се безбожните власти, безумни, кои упорно го негираат Божјото постоење и му се противат на Бога, а со тоа манипулираат со маса на луѓе, своји следбеници. Во минатото, ако на безбожните власти никој не им се противеше, ќе имаше ли денес исповедници и маченици? Да, апостолот не советува да им се покоруваме на земните власти и дека нема власт што не е од Господа, но не секоја власт ја твори спасителната волја Господова, како што беше случајот со светиот цар Константин, а не како случаите на Максимилијан и Диоклицијан, што водат кон пропаст и погибел. Во нашиот случај, нашите световни власти дрско промовираат сатанистички вредности и слуги се сатански. Браќа и сестри, не можеме и не смееме да го љубиме исконскиот непријател. Тој рика како лав и гледа некого да проголта. Нашите власти неуморно се обидуваат да не одделат од Христа на секаков можен начин, преку образование, медицина, а сега гледаме се впуштаат како волци грабливи во овча кожа, се прават себе си продуховени пастири и проповедаат погибелни ереси. Оставете ги, вели евангелистот Матеј. Оставете ги, тие се слепи водачи на слепци, а ако слепец води слепец, обата ќе паднат во јама. Се обидуваат да манипулираат со медицината. Сетете се на осветеното лажиче за причест. Да се подсетиме и на жената која боледуваше многу години од водена болест, па само допирајќи се до Господа, го доби посакуваното исцеление. Лажичето, браќа и сестри, е потопено во телото и крвта Христови, и како е можно оној кој дава живот, и тоа живот во изобилие, да пренесува болести? Или смрт? Жал ми е за оние кои не веруваат. Жал ми е за изманипулираните медицинари, но секоја чест за исклучоците кои се малку, но сепак ги има. За жал има и свештеници кои се изманипулирани од световните власти. Браќа и сестри, никој не можам да го судам или осудувам дека е виновен за мојата болест или смрт, освен самиот себе. Никој од вас кој имал корона или некаква друга болест не ми е виновен што сум се разболил и јас. Виновникот сум само јас и гревот што живее во мене. Па убаво Господ ни кажал во книгата на пророкот Јеремија, глава 30, стих 15. Зошто викаш поради раните своји од лутината на твојата болест? За многуте твои беззаконија ти го направив тоа, оти гревовите твои се намножија, да, гревовите наши се намножиле и преумножиле, како да се некаква доблест, а не мана. И затоа Бог допушта да се разболиме, па така преку болеста доаѓа покаяние. Затоа што толку многу сме крути, толку многу сме лоши, не можеме на друг начин да дојдеме до потребното спасоносно покаяние и да се вратиме кај Бога, да не исцели и духовно и телесно. Потребно е и спасително е покаянието, браќа и сестри.
Тука ќе го споменам и еден отец кој ги благословува и именува по име болестите, преку кои мнозина се покаяле и Бог ги населил во Царството Божјо. Да не бидеме соучесници на световните власти и да не загинеме со тие безбожници кои според последните случувања очигледно ги творат намерите сатански. Промоција на содомијата, педофилијата, безбожноста. Светиот пророк Исаија уште вели: тешко им на оние кои злото го нарекуваат добро и доброто зло. Темнината ја сметаат за светлина и светлината за темнина. Горчливото за сладко, а сладкото за горчливо. Тешко им на оние кои се мудри во своите очи и разумни пред самите себе си. Браќа и сестри, под капата на љубовта го творат она што е погубно, а не она што е спасоносно. Бог ќе ни ги покаже со прст вистинските пастири и веќе ни ги покажува. Тие кои одат по патот по кој оделе и светите отци, кои јавно ги изобличувале своевремените безбожници и својот живот го полагале за светата православна вера и нејзините спасоносни вредности. Браќа и сестри, самиот Господ и Спасител наш Исус Христос ни сведочи дека овој род е зол род и со ништо не може да се изгони освен со молитва и пост. Па да ги следиме Божите зборови и да ги претвориме во дела достојни за покаяние. Исто така ни рекол да не го љубиме светот нити она што е во светот, да го оставиме суетното во наводници здравје, кое не води кон широко отворените врати на пеколот. Напротив, да го умножуваме здравието кое не води кон животот вечен со молитва, пост, покаяние, да се стремиме колку што е можно повеќе, да го живееме и литургискиот живот. Господ е милостив, браќа и сестри. По молитвите на пречистата, преблагословена и славна владичица, Мајката Божја, Царицата Небесна, и по молитвите на сите негови светии, Господ да се смилува над нас, многу грешните чеда негови. Амин.